Добро вечер и добродојдовте во уште едно издание на информативната емисија Отворено за. Оваа вечер мој ваш гостин е господинот Илија Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија од владеачката ВМРО-ДПМН. Добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Господина Димовски, неделова која што изминува за Велешани е многу значајна затоа што заедно со градоначалникот Чадиев бевте во индустријската зона Мамутчево, се запознавте. Тоа е новиот потенцијал за економски раст на градот. Видете, јас се сеќавам на моментите кога зборувавме за каласлари и кога имаше многу луѓе што не веруваа дека е можно да се направи таа индустријска зона, за која што ќе потсетам е стара идеја од 20 години на нас, уште од проектите за шпанско село или шведско село, како ги викаа на времето. И денеска сум задоволен заради тоа што индустријската зона Каласлари е комплетно распродадена и во нејзе веќе се градат објекти за вработување на наши сограѓани. Еден од тие објекти е фабриката Маркарт, која веќе работи, произведува, вработува и представува нова свежина во економското живење во нашиот град. На тој начин ја почнавме работата со зоната во Каласлари, сега ја почнуваме работата со зоната во Мамутчево. Значи, идејата не е од сега, таа е веќе можеби година дена, но беше потребно да се подготват многу документации околу зоната во смисла на незиното проектирање, изведување, во смисла на капацитетите кои што ги има, во смисла на инфраструктурата која што ќе потребна. И сега сме при крај на тој процес. За нас е значајно да ја испромовираме пред фирмите во Република Македонија, но и пред странските компании кои што се заинтересирани за инвестирање во Македонија, а во исто време да ја испромовираме и пред министрите во владата кои што се занимаваат со привлекување на инвестиции. Јас веќе ги имам информирано за оваа зона и двајцата вице-премиери, господинот Ставревски и господинот Пешевски, они ги знаат капацитетите. Имам разговарано со повеќе од министрите кои што се занимаваат со привлекување на странски инвестиции, господинот Велесама, господинот Джери Наумов, господинот Бил Павлевски, че они ги знаат капацитетите на таа индустријска зона и можноста за развој. Во првичниот план таа зона ќе е 42 хектари. Тоа вчера градоначалникот прецизно го соопшти, но она што досега не сме го кажале е дека постои простор таа зона и понатаму да расте и да се проширува. Значи капацитетите кои што ги има целото тоа подрачје се многу повеќе од 42 хектари. Придобивка во таа зона е тоа што минува пруга низ нејзе, што е една од клучните работи кои што се интересираат странските компании. Минува магистрален пат, патот Велес-Штип, е на само неколку километри од коридорот 10, односно од автопатот Табановце-Богородица, односно српска граница, грчка граница. Таа зона е на 25-6 километри од аеродром, на 150 километри од пристаниште во Солун и ги има истите потенцијали како што ги имаше и зоната во Каласлари. Предност на зоната во Мамутчево е тоа што изведбените работи за изградба на било каков објект ќе чинат многу помалку, заради тоа што се сеќавате кога се градеа и Маркарт, но и оној објект на Хемомак напред, пред Маркарт, во Каласлари земјишните работи беа огромни. Значи таму беше теренот разигран, имаше и ридови и долови, тоа чинеше многу пари за инвеститорите, за да го израмнат, за да создадат услови да почнат да градат. Тоа во Мамутчево како трошок ќе го нема и ќе биде многу поевтино за да се изградат такви објекти. Дополнително, системот на Евана за дистрибуција на струја минува низ тој терен, нема да има поголеми трошоци за било кој инвеститор. И четврто, гасоводниот систем кој што се гради во моментот од Куманово за Штип е практично на некои 20-25 километри оддалеченост од позицијата на оваа индустријска зона Мамутчево и во следниот период, кога ќе има проектирање на гасоводната линија од Штип кон Велес, по целата логика, таа проектирана гасоводна линија би требало да се движи во рамки на тој простор. Односно, ќе можеме многу брзо да обезбедиме и гасоводна линија, која што како енергенс е многу поевтина од било кој енергенс за производство во Република Македонија и генерално секаде. Така да ние остануваме
на патеката и јас и колегата Коџубашиев како пратеници, но заедно со градоначалникот Чадиев, со претседателот на Советот Колев и со целиот тим кој што работи околу нас во овие повеќе години наназад, остануваме примарно заинтересирани да обезбедиме нови работни места во Велес. Значи, тековно се работат и многу други работи, инфраструктурата во Велес и Велешко се гради како никогаш до сега. Инфраструктурата државна која што го поврзува Велес со другите градови исто така. Работиме и на проекти кои што значат подобрување на социјалниот и економскиот живот на нашите граѓани, но наша примарна задача на овој тим на луѓе, кои што во моментов ја носи одговорноста за нашиот град е создавање на услови и отварање на нови фабрики и отварање на нови работни места. Имате ли вие некои дополнителни информации затоа што кога ја посетивме заедно, нели, индустријската зона Мамутчево, градоначалникот кажа дека постои една странска фирма, но и дека веќе една друга сосема, сега нели не може да се зборува за имиње дали е домашна или странска фирма, но заинтересиран партнер веќе бил и во локалната самоуправа се распрашувал за оваа зона. Имаме ли подетални информации? Има заинтересирани фирми од странство. Со една таква фирма која што е сериозно заинтересирана за оваа индустријска зона веќе неколку месеци уназад и јас сум имал средба. Ми изгледа на сериозно заинтересирани за тој проект и за инвестирање. Они практично чекаат да се завршат сите процедури околу оваа работа, но заради политиката генерална на државата, на владата, ќе дозволите да не соопштуваме никакви имиња, за да не се доведеме во ситуација граѓаните да мислат дека несериозно работиме. Ние паралелно разговараме и ние како официјални лица од овој град, но и државните органи паралелно разговараат со многу инвеститори. Дел од нив ќе донесат одлука да инвестираат во Македонија, дел нема да донесат, ќе донесат одлука да инвестираат на друго место, па потоа прават проценки врз база на квалитетот на работната сила, врз база на потенцијалите, инфраструктурата во кој град да направат инвестиција. Она што е наша работа како велешани, како пратеници од Велес, како градоначалник, да создадеме услови Велес да биде конкурентен на другите градови. Значи, тоа е наша обврска. И паралелно преку примерите на досега отворените фабрики, да им покажеме на оние кои што ќе се заинтересираат дека ние како локална средина, како град, како пратеници, како институции во овој град, како општина Велес, сме пријателски настроени спрема странските инвестиции и се обидуваме да им излеземе во пресред, да им создадеме добри услови за работа. За нив тоа значи полесно менаџирање со процесите, за нас значи повеќе работни места. Тоа е заедничкиот интерес во целиот процес. Мислам дека тоа веќе се гледа, заради тоа што искуството кое што Маркарт го има во нашиот град, со сите локални институции и со сите државни институции кои што се во овој град, е исклучително добро. Тие нескриено го потенцираат тоа на сите средби кои што ги имаат надвор од нашиот град. Во овој момент сме во процес на дооформување на инвестицијата во порцеланка. Инвеститорот ја купи, значи тоа е веќе во собственост нивна, вложија своји пари. Мислам дека подготвителните работи таму се во полн ек. Очекуваме наскоро да почнат процесите и на вработување на наши сограѓани. Или до вработување најавија кога беа обвинени во Велес. Проектираната бројка е 1000 луѓе. Исто рестартирањето на Киро Чучук со инвеститор од Турција е голема придобивка, посебно за онаа категорија на наши сограѓани кои што со генерации работеа во Киро Чучук. Моите информации се дека таму веќе повеќе од 5-60 луѓе се вратени на работа, односно турскиот инвеститор ги повикал. И оно што ме радува е тоа што најголем дел од тие кои што сега работат во Киро Чучук, кои што работат на подготвителни активности за рестартирање на Киро Чучук, се луѓе кои што работеле пред Киро Чучук да биде затворен. Значи дека и во случајот со Киро Чучук, и во случајот со порцеланка има една дополнителна вредност, која што значи исправање на историската неправда. Значи, вие се сеќавате, јас сум и подолго време пратеник во собранието и секогаш отворено сум зборувал за неправдата која што му беше нанесена на овој град и на овие луѓе, на овие наши луѓе. Значи, илјадници луѓе од многу фирми во нашиот град останаа неправедно надвор од своите работни места. Не дека не работеа, не дека не беа честни, не дека не си ја заработуваа својата плата,
туку заради процесот на приватизација, во кој што беа измешани многу политички фактори и беа измешани многу фактори од судскиот систем во Република Македонија и од нашиот град, илјадници луѓе останаа без работа. И тие фабрики беа прогласени за нерентабилни, невозможни да бидат работени, некорисни и така натака. Неми споменици на времето од транзицијата. Така, но исправувањето на историската неправда значи рестартирање на капацитетите на Порцеланка и рестартирање на капацитетите на Киро Чучук. Тоа е од аспект на морал и на етика најголемата добивка која што овој град ја доживеал. Секако многу позначајно е тоа што ќе се отварат работни места. Може би истите луѓе, односно сигурно истите луѓе кои што работеле во Порцеланка нема да работат сега, заради тоа што години поминале, генерации, поголемиот дел од нив веројатно се во пензија, инвалидска пензија, кој како се снашол, некој можеби се занимава и со земјоделие, но нивните деца или децата на нивните комшии, на нивните пријатели ќе се вработат во таа фабрика и ќе се покажеме дека таа фабрика може да работи. Моралната сатисфакција за оние 3.500-4.000 луѓе кои што работеле во Порцеланка е тоа, дека таа фабрика повторно ќе работи и ќе се исправи историската неправда. Самото отварање на фабрики во нашиот град значи и допрва ќе значи задржување на луѓето во нашиот град. Ние денеска имаме неколку илјади луѓе кои што работат во Скопје, имаме 1000 луѓе кои што работат во Кавадарци, имаме 200-300 луѓе кои што работат во индустриските зони во Скопје. Отварањето на нови фабрики ќе значи задржување во градот на луѓето кои што размислувале да се иселат од градот и ќе значи можеби на долг рок и привлекување на луѓе кои што дополнително ќе си бараат своја екзистенција во Велес. Тоа ќе значи инвестиции во нови објекти за станување, за домување, кои што еве почнаа и да се прават. Дополнителен развој на градежништвото под друга страна ќе имаме. Дополнителен развој. Јас сум разговарал со многу наши малостопанственици. Живеам во Велес, секојдневно циркулирам на градот, се сретнувам со различни луѓе, со некој прв пат, со некој пети пат, со некој се знам како човек од градот, не сум седнал да разговарам, но сум разговарал со луѓе кои што работат и кондураџи, луѓе кои што се и таксисти, луѓе кои што имаат оние мали продавничиња малски, луѓе кои што се занимаваат со кафани, со ресторани. Сите кажуваат дека од моментот кога почнаа повеќе наши луѓе да се вработуваат во фабриките во Велес и околу Велес, дека се чувствува раздвижување во смисла на проток на финансии низ малото стопанство. И сега можете да замислите што ќе значи за Велес новите 1000 вработувања во Порцеланка, новите 200-300 вработувања во Киро Чучук, зголемувањето континуирано на бројот на вработени во Маркарт, големиот, огромен, да речам, огромен број на наши сограѓани кои што работат во белгиската Ванхол во Бунарџик. Скоро добив информација дека бројот е над 150 луѓе во Ванхол и тие се прилично задоволни. Имав можност пред 10 на денот да разговарам со една група од 10-15 луѓе кои што работат во Ванхол. Исто се презадоволни од условите и од финансиската кондиција која што има таа фабрика. И тоа е начинот како да се развива градот. Јас би ве потсетил дека на времето пред овој тим на луѓе да ја превземе одговорноста за Велес, во какво сивило живееше градот, во каква безнадежност, немаше нити навидум најава за фабрика или за рестартирање на некоја стара фабрика, ништо не се градеше, нити во градот, нити надвор од градот, не се реконструираа улици, селата околу Велес беа до коленици во кал. И каква е ситуацијата сега? Јас знам, сум свесен, контактирам со многу луѓе, дека има и пропусти. Некои работи може би требало да се направат побрзо, некои се пребрзале, но знам и да споредам. Во кој поле да почнете да анализирате, споредбата е едноставна. Ако го анализирате економското живење на градот, споредбата е едноставна. Ако го анализирате капацитетот на производство на земјоделски производи, во Велес сега имаме 4000 семејства кои што добиваат годишно субвенции. Дали знаете дека минатата година во Велес се исплатени 4,8 милиони евра за субвенции? Значи,
На 4000 фамилии во Велес државата им дала близу 5 милиони евра како субвенција. За да развиваат Така, земјоделска дел од нив индустрија. набавувале земјоделска механизација, трактори, дел од нив добиле за пчеларство, дел за подигање на нови насади, за жито, за различни култури кои што очигледно почнаа да се работат околу Велес. Пред 5 години, пред 7 години, никој не сметаше дека Велес може да се развива и како земјоделски град. Велес се анализираше како индустријски капацитет и сите заборававме дека вториот по големина агрокомбинат во Македонија Беше тука. беше во Велес. Значи, околу Велес и Велешко има огромни потенцијали за развој на земјоделието. Тоа беше мртво до пред 5 години. Сега 4000 наши сограѓани од Велес и Велешко работат активно земјоделие, создаваат приход и добиваат субвенции од државата. Ако сакате да анализираме во инфраструктурата во селата околу Велес, јас пред неколку години бев во Мамутчево и не можев да излезам со колата од Мамутчево заради тоа што имаше кал до коленици. Сега ако отидете во Мамутчево, во Иванковци, во Каласлари, во Црквино, ќе видите дека нема село во кое што во конкретниот момент не се завршил или не е во тек инфраструктурен проект. Иванковци, знаете дека практично да нема улица која што не е циментирана. Централното подрачје на Иванковци, кое што е, да речеме, второ по големина, трето по големина село во нашата општина е комплетно циментирано, инфраструктурно решено. Истото се направи во Каласлари. Но тоа е и село пример како се работи земјоделие, дека таму немаме семејство кое што нема ништо. Но тоа не е пример само за Велес, туку Иванковци е село во Македонија каде што по глава на жител најмногу субвенции се добиваат во државата. Значи, сите оние битолски, струмички, кочански, земјоделски региони, нема такво село како Иванковци. Иванковци е најдобар пример за искористување на субвенциите од државата и тоа е добро. Огромен број на трактори се набави. Тоа покажува и дека вработените во Агенцијата за поддршка и за развој на земјоделието всушност се постојано на терен и ги едуцираат и самите. Јас често имам контакти не само со вработените во подрачните единици кои што работат со земјоделие, туку има неколку, нели подрачната единица на Министерството за земјоделие и она Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделието. И сум задоволен од степенот на работа, секогаш може подобро и секогаш сме тука ние избраните функционери да вршиме притисок за државната администрација си ги врши работите подобро. Знаете, има многу луѓе, посебно во селските средини, кои што не следат толку често интернет. Не можат да ги пратат дневните информации кои што дадат на телевизиите или во печатените медиуми. И добро е кога вработен од Министерство за земјоделие или од Агенцијата за поддршка на земјоделието ќе тропне на врата на обичен човек во Иванковци, во Каласлари, во Мамутчево, во Ризари, во Црквино, ќе им објасни дека ти имаш 50 сандаци пчели, дали знаеш дека за секој сандак можеш да добиваш по 10 евра субвенции, односно да добиеш 500 евра субвенции за твоите 50 сандаци со пчели. Што тие 500 евра, практично целокупниот трошок за одржување во живот на тие сандаци е покриен. Дали ќе треба некоја рамка да се среди, некоја жиче да се смени, да се санира сандакот, прехрана во текот на зимата. Може и да се прошири. Може и да се прошири. Тоа се дополнителни субвенции кои што ги дава државата. Сега конкретно имаш и повик за секој кој што сака да го проширува пчеларското производство е конкретно. Тоа се дополнителни средства кои што може да ги искористи државата. Тоа треба да се објасни на луѓето и треба да се отиде директно на терен. Истото треба да го прави Агенцијата за вработување во смисла на искористување на сите оние мерки за стимулирање на вработеноста. Дали е за млади до 29 години, дали е за возрастни лица над 55 години, дали е за луѓе кои што се самохрани родители, дали е за луѓе кои што имаат своја посебни идеја, имаат посебни потреби. Значи има различни категории, има за грантови за самовработување до 3000 евра до 5000 евра. Има десетина различни проекти на Агенцијата за вработување. И сега, меѓу другото, степенот на искористување на тие зависи од динамиката на работа на вработените во државната администрација. Јас реков, јас сум задоволен, но секогаш може повеќе. Господине Димовски,
Ке беше ли економијата многу подобра доколку во Македонија не се случеше на политичка криза која што веќе една година назад ја влечеме? Апсолутно. Апсолутно. Тоа е прашање кое што има само еден одговор, тоа е да. Јас ќе ви кажам само еден пример со податокот за индустријско производство. Ако можеме да ја поделиме минатата година на два дела, и тоа првите 7 месеци и вторите 5 месеци. Во првите 7 месеци ние имавме така нареченото објавување на оние прислушкувани и монтирани разговори. Имавме чести протести на политичките партии и на едната страна и на другата страна, посебно големите протести кои што се случија во Скопје, односно митинзи. Потоа имавме немилите настани во Куманово, каде што изгубивме 8 млади припадници на Министерството за внатрешни работи. Имавме дисторзија на целокупниот систем, имавме агресивен напад по институциите, имавме обиди за насилство, напад против државата, со обидот негде на почетокот на мај да се заземе зградата на владата од страна на одредена група на протестанти. И во тие 7 месеци индустријското производство во Република Македонија или стагнираше, или паѓаше, во зависност од месец. Најизразено беше во месец мај, кога и најмногу немили настани се случија. Падот на индустријското производство беше минус 5%. После оформувањето на некаков си договор, кој што го викаме популарно договорот од Пржино, во јули месец, 15 јули, податоците за август, септември, октомври, ноември, декември беа многу подобри. Значи во сите тие 5 месеци, во вториот дел од годината, податоците за индустријското производство беа плюс 10, плюс 13, плюс 11, плюс 9, плюс 10. Значи се забележуваше растеретување на економијата. Меѓу другото, јас ќе ви кажам и локален пример во нашиот град, пошто често контактирам со многу луѓе кои што работат во Велес, малостопанственици или стопанственици кои што имаат среден бизнис, пораката од сите во текот на целата мината година беше побрзо завршувајте кризата, заради тоа што луѓето се плашат да влезат во позначајни инвестиции. Ако во некој планирал да направи реконструкција на својот стан, да смени дограма, да смени врати, да искрши тоалет, да смени она бела техника и така натака, ништо тоа не се правеше во минатата година. Луѓето го правеа само она кое што е неопходно и кое што мораа да го направат ако протече покривот, да се смени некоја керамида, без да се менува чатијата. Иако чатијата требало да се смени. Тоа влијаеше многу. Верувам дека и на дел од странски компании кои што имаа донесена одлука или беа во процес на донесување на одлука за инвестирање во Македонија, тоа им влијаеше за одложување на одлуките, односно одложување на почетокот на инвестициите, односно одложување на зголемување на инвестициите во Република Македонија. Не сакам да манипулирам со имења, но има такви доста примери. И влијаеше на забавување на економскиот раст. Вчера, овие денови излезе податок дека во Република Македонија во минатата година 25.500 нови работни места се отворени во текот на целата година, во сите сегменти од работењето. Значи, на крајот на 2014 во Македонија работеле 690.000 округло, на крајот на 2015 работеле 715.000. Тоа е разлика од 25.000 луѓе повеќе кои што одат на работа. Но верувам дека ако економската криза, односно политичката криза не влијаеше на економијата, дека тој број ќе беше бар некаде до 35-40.000 нови работни места. Затоа ние постојано притискаме да заврши оваа политичка криза, да им го вратиме суверенитетот на граѓаните, да им мирот. Да им дадеме можност тие да одлучат како од тука понатаму, да мерат. Кај сите можеби ќе најдат маани, што е многу нормална работа, но тие да одлучат кој треба да раководи понатака со државата и на тој начин да се врати стабилноста во државата, функционирањето на институциите во целост, онака како што треба според Уставот на Република Македонија, но и она што вие велите да се врати мирот кај граѓаните. Тоа ќе значи ослободување на економските текови,
Тоа ќе значи поголема сигурност на граѓаните да инвестираат, било во помали или во покрупни зафати. Тоа ќе значи многу поголема сигурност и на домашните компании да влезат во инвестициски процеси. Вие знаете дека има доста велешки наши домашни компании кои што купија плацеви во индустријската зона Речани 1 и Речани 2, кои што на некој начин ќе имаат многу поголема сигурност да почнат да градат своји капацитети таму во момент кога ќе се расчисти оваа дилема околу политичките процеси во државата. Денот на изборите всушност е моментот кога треба да се најде или кога е излезот од оваа политичка криза. Сите анкети покажуваат дека 24 април беше датумот кој што и трите поголеми политички партии го посакуваа, но и граѓаните го посакуваа. Сега имаме мало пролонгирање за 5 јуни. Ќе имаме ли избори? Мора да има избори, заради тоа што веќе сме во ситуација во која што ниту еден политички фактор нема да може да ја контролира состојбата надвор од институциите. На луѓето им ја пукнат филмот. Значи, веќе никој не може да трпи ова што се случува во државата, овие злоупотреби што се прават на државните институции, ова силување на државата, ова губење на суверенитет на државата, ова мешање на разноразни ојлевци и дојлевци, како што викаме ние во Велес, во основните државни работи, овој дуализам кој што функционира во државата и на ова мора да му се стави точка. Не може ова да трае до недоглед. Јас знам, заради тоа што секојдневно живеам со моите сограѓани, дека ако државните институции не покажат капацитет финално да се справат со оваа ситуација, ако политичарите не покажат капацитет да се справат со оваа ситуација, на крај граѓаните сами ќе се справат со оваа ситуација. Заради тоа што ние не живееме во 19 век, за да им наметнуваме на граѓаните на Република Македонија процеси, институции, политичари, власт која што тие не ја сакаат, која што во континуитет ја одбиваат, не ја гласаат, не ја даваат поддршка. Тоа е неприродна состојба и таа состојба мора побрзо да заврши. На 5 јуни ќе се одржат парламентарни избори во Република Македонија и на 5 јуни практично ќе се донесе финалната одлука, финалната пресуда, финалниот правец каде ќе се движи Република Македонија во следните 4 години. Дали тоа ќе биде правецот кој што го застапува опозицијата, каде што има деструкции, каде што има насилство, каде што има пресметки, манипулации, каде што нема ниту еден проект, каде што има веднаш отпуштање од работа на луѓе, таму каде што можат да отпуштаат од работа луѓе, и класично партизирање на институциите, со поставување на класични партиски кадри, или ќе го продолжиме правецот на отварање на нови индустријски зони, на отварање на нови фабрики, ќе го продолжиме правецот на градење на инфраструктура, на патишта, на комунална инфраструктура, за тоа ќе одлучат граѓаните. Ние политичарите можеме да се расправаме колку сакаме, но финалната одлука секогаш мора да ја донесат граѓаните. Одлуки кои што се носат на зелена маса, во преговори, во диалози, може да бидат привремени решенија, кои што треба да санираат некоја привремена состојба. Таквите одлуки донесени на зелена маса помеѓу партиите, во кои што јас сум учествувал како представник на една од партиите, тие се привремени решенија. Тие се решенија кои што треба транзитен период да обезбедат. Ако некој се надева дека ќе биде министер за внатрешни работи или министер за труд и социјала, или началник на некој сектор за внатрешни работи, или директор на биро за социјални работи, без да има поддршка од граѓаните, тоа се лаже. Во временски период сме кога се прочистува избирачкиот список, Државната изборна комисија нема испаднато со информации до каде што е со работата, меѓутоа кои се информациите кои што вие ги имате? Видете, има неколку работи околу ова прашање. Прво, што е клучно за избирачкиот список? Прво, клучно е да нема лица кои што се починати, за да не се случи некој да им го злоупотреби
да го злоупотреби нивното име на избирачкиот список. Значи, прва работа што треба да се направи е да се чисти избирачкиот список од умрени лица. Втора работа е да се провери дали има лица со двоен идентитет. Дали може би Дијана Иванова има двоен, троен, четворен идентитет и може да гласа и во Тунелот, и во Превалец, и во Црна џамија, и на Прцорек. Тие се две клучни работи. Сето друго е техникалија. Државната изборна комисија нема законски уставни можности да брише лица од избирачкиот список, заради тоа што тоа е со устав гарантирано право на сите државјани на Република Македонија. Значи не само жителите, туку сите државјани. Што прави опозицијата манипулирајќи и барајќи изговор да нема избори на 5 јуни? Значи, велат вака, како е можно од 2 милиони луѓе кои што живеат во Македонија, избирачкиот список да е 1.800.000. Она што не го кажуваат е дека Македонија има 2,4 милиони државјани. Односно 2,4 милиони луѓе на оваа планета имаат македонско државјанство. Поголем дел од нив живеат во Република Македонија, но значаен дел не живеат во Република Македонија. Дали се иселиле пред 30 години во Австралија, пред 25 во Америка, пред 20 во Германија, пред 15 во Италија или пред 10 во Швајцарија, воопшто не е битно. Ако тие луѓе се државјани на Република Македонија, тие мора да бидат на избирачкиот список. И никој не може да ги избрише. Дали тие ќе гласаат во амбасадата во Берлин, во конзулатот во Њујорк или во амбасадата во Сиднеј, односно во Камбера, е нивно право, но тие може во исто време да одлучат да не гласаат таму, туку да дојдат да гласаат овде. А ако некој жител од Велес, за кој што знаеме дека се иселил во Австралија пред 15 години, во мојата зграда има таква една фамилија, односно во малото две фамилии, пред 20 на години замина во Австралија, тие имаат право да отидат во амбасадата во Камбера или во конзулатот во Мелбурн и да кажат ние сакаме да гласаме тука на парламентарни и на претседателски избори и да се регистрираат како гласачи од диаспора. Но ако не го направат тоа, тие немаат право да гласаат таму, но ако за денот на изборите се погодат да се во Велес, имаат право да гласаат во училиштето Васил Главинов. И тоа право никој на оваа планета не може да им го одземе, заради тоа што правото на глас е основно човеково право и основно политичко право, кое што е гарантирано и со нашиот устав, но и со сите меѓународни документи и акти. Она што се избегнува да се објасни е дека, еве, земете го примерот со нашиот град. Во Велес има некаде околу 70 на избирачки места. Зборам внатре во градот. Од тие 70 на избирачки места, 60 се големи избирачки места, кај што бројот на гласачи се движи од 600 до 900 гласачи. На моето избирачко место, каде што јас гласам, истите 15-20 луѓе кои што се контролори, членови на избирачкиот одбор, заменици, контролори од политичките партии, од невладини организации, од МОСТ, од граѓаните за демократија, не знам никако се вика, истите 20 луѓе седат на истото избирачко место 20 години. Од кога гласам јас, 15 на години, цело време се истите луѓе таму. Списокот е истиот. Политичките партии го имаат списокот на увид. Веќе 10 на години наназад. Не е нешто ова сега ново, леле, сите сме изненадени, паѓаме во несвес. Значи, локалниот представник на СДСМ на 8 март, кај што ја живеам, го има избирачкиот список 10 на години наназад. И секоја година, пред секои избори, добива измена на избирачкиот список. И знае во стан број 2, во стан број 5, во стан број 7, во стан број 9, во стан број 30, 40, 50, кои луѓе се запишани. Ние дотаму е дојде на работата, во еден град како Велес не може да дојде човек на избирачко место а да не го знае. Така? Да. Толку е голем сега. Во Тунелот ки им дојде некој на гласање што не го знаат. На Прцорек, на Којник, на Мегдан, во Нова населба, во Васил Главинов, во општина, во Шорка. Кога сите се знаеме меѓу себе. Сите се знаеме, пола сме роднински поврзани. Посебно во постарите делови на градот, кај што луѓето се живеат тука со генерации, така? Во Којник, на гласачките места, кога видите списокот, по 100 луѓе се со исто презиме, први братучеди, втори братучеди, трети братучеди, на исто место гласаат тие луѓе. И сега некој ќе им дојде, не некој, за да има
ваква приказка кој што се обидува опозицијата продаде, треба по 100 луѓе да дојдат што не ги знаеме. Замислете сега на гласачко место во Којник да дојдат 100 нови луѓе кои што никој не ги познава. И као сите сме слепи, ништо не гледаме. Мислам, лажги со опашки. Само да се оправдаат поразите кои што опозицијата ги има до сега. Тоа е фиктивна тема, може би има технички недостатоци избирачкиот список, како што има секоја дата база, не само во Македонија, надвор од Македонија проблеми, но тоа е проблем кој што треба да си го решаваат институциите. Јас ќе ве потсетам на еден пример, кој што многу некултурно, една господја од СДСМ пред месец дена се обиде да го отвори во Велес, одејќи на пресконференција пред куќата на мојот колега Коџобашиев. Прво е дрско однесување, но второ е несовесно и несериозно кога ќе видите за каква тема беше. Оди господјата од СДСМ пред куќата на колегата Коџобашиев и вика во оваа куќа покрај господинот Коџобашиев има и 5, 6, 8, не знам колку беа, фантомски гласачи, измислени гласачи, ги нема никаде. Кои се овие луѓе и даваат 5-6 луѓе со исто презиме, кои што не живеат во таа куќа. Јас му се јавив на колегата Коџобашиев, се видовме ден таму, викам, Ѓорги, што е ова? Вика, јас не знам да се разговарам со татко. Разговара со татко му, повратно ми вели, имало тука луѓе кираџии, кои што живееле на оваа адреса пред 30 на години, кои што вика, јас сум и заборавил. Добро, по неколку дена гледам медиумите отидоа, ги најдоа тие луѓе во Каратманово и луѓето што велат? Велат, ние сме живееле на таа адреса, не сме, сега не живееме таму, подолго време живееме во Каратманово, ја покажа еве куќата, голема куќа, фамилиарна на 3 спрата куќа. Но вика не можеме да ја смениме адресата заради тоа што оваа куќа се уште е диво градба и оваа куќа не е внесена во евиденција на државата. Вие не можете да регистрирате дека живеете во објект кој што државата не го гледа дека постои. И затоа вика сме останале со лична карта на адреса каде што живее пратеникот. Сега да бидеме појасни за оние кои што можеби во тој временски период не гледале, господинот кој што беше посочен како фантомски гласач кажа дека морал тоа да го направи за да се вработи во една од фабриките во Трансвелес, затоа што тогаш такви биле условите, за да се вработи во Трансвелес морал да биде жител на Велес. Или уште една манипулација која што се прави. Еве сите во Велес и вие и сите граѓани знаат јас дека живеам во една голема зграда на 8 март. И сега, ако отидете на онаа апликација на интернет и пишете улица 8 март број 14, кој што е бројот на целата зграда, ќе ви даде веројатно 250 луѓе. Зошто? 51 стан има во мојата зграда, има гарсонјери, еднособни и двособни. 51 стан, ако земете во просек, да не одиме со таа бројка, но по тројца да живеат на еден стан, 150 луѓе ќе ви даде дека живеат на адреса улица 8 март број 14. И сега може опозицијата, може утре истата господја од СДСМ или некој друг од нашиот град да излезе пред мојата зграда и да каже еве на иста адреса со Илија Димовски живеат 150 фантомски гласачи. Абе не се фантомски гласачи. Таму има и членови на СДСМ во мојата зграда, има и членови на ВМРО, има членови на Социјалистичка партија. Има луѓе, најголемиот дел па не се членови на ниту една политичка партија, нити па ги интересира. Од време на време ќе ме запрат да ме прашаат како ќе оди работаа во иднина, и не се интересираат повеќе за политика. И сега тие 150 луѓе треба ги вртиме дека се фантомски гласачи. Како што направија примери со неколку други мои колеги од парламентот. Тоа е само барање на оправдување за пуста надеж да се одложат изборите да не бидат на 5 јуни. Зошто? Заради тоа што како што ние ги знаеме анкетите, така и СДСМ ги знае, така и целата јавност ги знае. Разликата е многу голема по последната анкета на Брима Галуп. Не само, како да ви кажам, луѓето во секојдневните разговори знаат што мисли средината. Знаат комшиите што мислат, знаат продавачот што мисли во локалната продавница. Знаат роднините што мислат. Веќе горе-доле сите се познаваме, ние нема да измислуваме топла вода. Знаат луѓето како ќе биде резултатот на изборите и сега пошто зошто на штета на државата се лаже, се манипулира, се измислува, агресивно се настапува за да се најде оправдување да се избегаат избори. А нема поголем срам
од еден политичар да рече јас неќам да одам на избори. Значи, со кое лице јас би дошол кај вас на емисија и би зборувал за проекти, за планови, би зборувал за политички ставови, ако немам поддршка од моите сограѓани. Во градот има луѓе кои што и не ме поддржуваат. Има и луѓе на кои што им смета моето работење. Има и луѓе кои што мислат дека поинаку треба. Но мнозинството граѓани во овој град даваат поддршка и на работата што ја работам, и на проектите кои што сум ги направил во овој град, и на тимот на луѓе кои што работи со мене во овој град. Има грешки, има пропусти, секогаш може подобро, но тоа е правецот кој што досега во овие 25 години донел најмногу позитивни резултати за овој град. Во некое време, кога ќе се создаде подобра екипа, подобар тим од овој со кој што јас работам, јас ќе бидам првиот човек кој што ќе честитам и ќе кажам дека добро е, времето помина, ние сме долго време, се уморивме, немаме иста концентрација, немаме иста енергија, немаме иста желба, време е некој нов тим да ја превземе одговорноста за овој град. Но за жал, наместо да се занимаваме со конкуренција на кадри, со конкуренција на проекти, идеи, на проекти, ние од другата страна не само што немаме подобрување на кадрите, туку очигледно е и еден страотен пат на квалитетот на кадри кои што СДСМ ги нуди во нашиот град. Не сме чуле, еве, веќе година дена да излезат со една единствена идеја. Дали јас, дали градоначалникот, дали председателот на Советот, дали другиот пратеник, дали некој од раководителите на позначајните институции во овој град, во овие година дена сме излегле сите заедно веројатно 200 пати, сме зборувале за идеи и за проекти. Но она што е значајно е граѓаните ни веруваат, заради тоа што знаат дека идеите за кои што во минатото сме зборувале, денеска се реалност. Дали вие сте слушнале човек од СДСМ? Еве, не е директно прашањето до вас, да не ме разберете, но е реторичко прашање до граѓаните. Дали вие сте чуле човек од СДСМ во овие година дена да излезе и да зборува за проекти, да нуди идеи за нашиот град? Да не зборувам, еве, ја збор не кажав за социјална политика на држава, збор не кажав за пензионери, збор не кажав за меркиве за младите, збор не кажав за инфраструктура, автопати, патишта, возови и така натаму. Дури не зборував за реконструкциите континуирани во болница, во училишта, гледате, секојдневно се случува тие работи. Цела емисија потрошивме да зборуваме само за проекти за ВРС. Ги прашувам граѓаните, дали некој човек од СДСМ зборува за ВРС? Нема таква работа. Јас се надевам и пожелувам и СДСМ, локалното СДСМ, овие нас повеќето и ни се познаници, дали ни се пријатели, се познаваме, во еден град живееме, добро е да зачуваме човечки односи, никогаш во Велес сме немале непријатности во смисла на функционирање на политичките партии, иако забележувам во последно време се служат со ниски удари, со лаги, со измислувања, ги пласираат ваму таму. Нека им служи на честа. Тоа нас нема да не измести од патеката која што сме зацртале. А тоа се овие конкретни проекти. Тоа се реконструкција на училишта, реконструкција на болници, изградба на патишта, индустријски зони, нови фабрики, рестартирање на старите фабрики. На крај, граѓаните на Велес секогаш знаат мудро да одлучат. Изборната програма, предпоставувам, на ВМРО да помене за престојните предвремени парламентарни избори веќе се подготвува. Што е она што е поразлично од претходните години, а се однесува на Велес? Дали имаме некој конкретен проект? Имаше многу идеи на денот на идеи, кога Велешани ги споделуваа со вас. Јас ќе оставам, веројатно промоцијата на програмата ќе биде скоро време. Ќе оставам малце можност да тоа биде и на некој начин позитивно изненадување за нашите граѓани. Можам во овој момент да кажам дека програмата со која што ВМРО ДПМН ќе настапи на следните избори ќе биде најквалитетната, најобемната, најконкретната, најпрецизната и најшироката програма со која што било кога, било која партија настапила на парламентарни избори. Мислам дека ќе биде целосна новост
начинот како е подготвена и содржината нејзина, споредено и со сите наши програми кои што досега сме ги имали и сме ги реализирале во претходните мандати. Мислам дека ќе да се изразам вака малце, ќе е научна фантастика за споредба па било со која друга програма на другите политички партии. Господине Димовски, јас ви благодарам на одвоеното време и што бевте мои гости преку мене и на нашите гледачи. Се надевам дека до изборите ќе ви имаме уште еднаш, затоа што сепак предпоставувам дека подобро е човек кој што е од Велес и кој што бил дел од тимот кој што е работел програмата со која што ќе се представите на изборите, да ни ја објасни. Едва чекам да се распушти парламентот за да можам да бидам повеќе во Велес. Знаете дека мојата координаторска работа во парламентот, до пред скоро бев директор на комуникации на ВМРО-ДПМН, сум дел од сите преговарачки тимови, ми одзима многу време. Јас живеам во Велес, спијам во Велес, секој ден си доаѓам во Велес, но ми недостасува повеќе време да поминувам со моите сограѓани. Едве чекам да се распушти парламентот, да имаме ни добри 2-3 месеци во кои што апсолутно постојано 24 часа ќе бидам во мојот град. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме во ова емисија Отворено за. Мој гостин и ваш беше Илија Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија од ВМРО-ДПМН. Благодарам за вниманието, гледајте ни во реприза, а за 7 дена од ова студио најавувам нов гости.